Развитокот на народно-ослободителното движење на Македонија во 1943 година е мощно силен, а многу значајни настани му даваат своевиден белек и колорит. Во почетокот на 1943 година формирана е Комунистичката партија на Македонија и нејзиниот Централен комитет. Тоа придонесе за уште посилен подем и растеж на движењето. Потоа следеше создавањето на многубројни нови воени единици, додека постоечките ги зголемија своите состави. Овој интензитет на растеж на воените единици се преобрази во своевиден квалитет. Започна создавањето на поголемите воени единици на Народно-ослободителната војска на Македонија, на првата македонско-косовска пролетарска бригада, а потоа на втората, третата. Оваа раздвиженост и успесите на Народно-ослободителната војска овозможија создавање на слободни територии, од кои најголемата, која што ја опфаќаше Дебарце и Копачијата, во септември 1943 година се прошири со прво ослободените градови на Македонија – Дебар и Кичево. Народно-ослободителните одбори, како клетки на новата власт, во услови на дејствување на слободна територија, ги исполнуваа овластувањата што им ги довери народот, кој што се бореше против окупаторот и неговите слуги. Народно-ослободителните одбори, исполнувајќи ги своите задачи, се здобија со значајно организационо искуство, што придонесе тие да се зацврстат како носители на стремежите на народот, преобразувајќи се во силно оружје за обезбедување на раководна улога на работничката класа во слободна Македонија, во рамките на пошироката заедница Југославија, чии темели се поставија на 29 ноември 1943 година во Јајце. Njimi e 1922 në mbarëmin e shtatorit ose në fillimin e tetorit u bë mbledhja e parë në shtëpinë e Trshanajve. Во 1942 година, кон крајот на септември или почетокот на октомври, во Дебар, во куќата на Тршановците, се одржа широк состанок на антифашистите од Дебар. На овој состанок формиран е Народно-ослободителниот одбор за Дебар и околијата. На состанокот Ирфан Хајрулахи зборуваше за политичката ситуација и за силата на антихитлеровската коалиција. Тој подвлече дека и покрај привремените успеси на фашистите, антифашистичкиот сојуз на крај ќе излезе победник. На состанокот е избран одбор од 10 мина. Се донесоа решенија за собирање на парична и материјална помош на партизаните, за создавање бази за илегалци, за организирање и купување на оружје и друго. Në këtë mbledhje u formu këshilli prej 10 dhetëve nacional çlirimtar. Како резултат на ова се создаде еден пункт во село Гаре за купувањето на оружје, а преку него се купија многу пушки што и беа испратени на партизанската чета во Дебарско. Materiale, gjithashtu dhe gjetja e bazave për ilegal. Në ato pika u vendos edhe për organizimin e blerjes së armëve në Dibër edhe në rrethin e Dibrës. Prej këtyre mbledhjeve u formu në Gajre një punkt për blerjen e armëve dhe u blen mjaft pushkë, të cilat pushkë mbasi vishin prej Katundit, i vendoshim në Dibër edhe prej Dibre i dërgojshim qetës partizane të Dibrës. Кон крајот на септември или почетокот на октомври 1942 година, во ова куќа овде беше стара зграда, се одржа состанокот на антифашистите од Дебар. На тој состанок, кој беше наречен прва конференција, се избра
Народно-ослободителен одбор на градот Дебар и околијата. Тој одбор на тој состанок реши помеѓу другото три најважни прашања. Прво, одреди луѓе кои ќе се грижат за формирање на народно-ослободителни одбори по селата на Дебарска околија. Второ, одреди другари кои треба да се грижат за финансиската и материјалната помош на партизанските одреди и на движењето. И трето, донесе заклучок да се во одборот кој беше избран, заради тоа што на конференцијата не присуствуваше ни еден македонец, да се кооптираат другари од македонците. Подоцна во ноември 1943 година во една друга куќа одборот кооптира тројца македонци: Јоче Тантуровски, Мирко Прже и Ѓоре Рибаревски. Крајот на 42 година, некаде октобар месец, се сеќам дека се одржи састанак еден во една куќа близу до куќата на Лиман Каба во Дебар, на кој состанак беше дискусија по питањето за создавање на народна власт. Се сеќам да на тој састанак бев јас делегиран, Мирко Пржо и Јоче Тантуревски. Мене на тој састанак ми се падна за чест да организирам постарите генерации неколку групи кои требаше утрина да бидат во тој Народно-ослободителен одбор. Во ними ние на неколку пунктови организиравме постарата генерација. Во една беше Владо Ошавковски, Мирко Пржо, беше Борис Анđелевски. Во другите реони организиравме Јоне Чикер, Анđеле Зафировски и други. Истовремено, од тој састанак се формира и други задолженија се дава во однос на создавање на теренот на такви групи кои ги спремавме уште од 42 година, ги спремавме за Народно-ослободителните одбори кои треба да примет одредени функции за своите подрачја. Дебар беше ослободен на 9 септември 1943 година, веднаш по капитулација на фашистичка Италија. Во такви услови Народно-ослободителниот одбор се најде пред многу покомплицирани и посложени задачи. Од тука произлезе и решението Народно-ослободителниот одбор да се прошири и истовремено неговиот избор да се обезбеди преку помасовна партиципација на населението, односно на поширока основа да се организираат самите избори за Народно-ослободителен одбор. Околу 25-26 септември 1943 година Народно-ослободителниот одбор, кој и пред тоа по своето прво формирање имаше претрпено некои измени, повторно беше избран
и започна со по-конкретни задачи кои беа сврзани со организирање на народната власт, односно на народните одбори по селата, а истовремено и со обезбедување на одбраната на Дебар од евентуалните напади на германците и балистичките банди. Заради тоа, едно од првите решенија на одборот во Слободен град беше ултимативното барање бајрактарите, кои беа реакционарно настроени, да се исфрлат од Дебар. Веднаш по решението на одборот за избркување на бајрактарите од Дебар, партизаните презедоа соодветни чекори и ги избркаа нив од градот. Месец септември 1943 година се оформи Народен околиски одбор во Дебар. Во тој одбор бев избран и ја. Одборот се састана таму во еден састанак, се оформија секции. Јаве во секцијата политичка. Нашиот задатак падна да оформиме народни ослободителни одбори во сите села кои се во околијава, наша која е дотичната околија. И ми ја почнавме. Во тој одбор припајаше јас 1, Зечија Голи 2, Далип Туркеши 3 и Здравко Мартиновски 4. Четворица. Ми ја почнавме од Аме прво, селото Аме изабравме, после Баништа, од Баништа се пребациме во Спас, од Спас Селокуќи, од Селокуќи в Конаре, Бомово, и другиот ден наставивме да оформиме, односно 2 дена таму бевне, третиот ден предавне Миларица и Велевси. Четвртиот ден предавне Косорасти, долно и горно, и оттој Мелничани горно и долно. Таму имаше некои одбори порано поставени, ние и дополнамне тие и ми зедовни мињата кои се тие одборници, да знаеме да работаме со ними за разни извештаи, бидејќи во одборот вршиме ние неколку групи. Имаме групи, као таа наша што е политичка, имаме група интендантура, група квартираши за снабдевање на луѓе кои идеа партизани по 50, по 60, ежедневно идеа овде, требаше да се обезбеди за ними храна и спиење. Па, после имаме финансиска една секција, иако немаме пари, прибираваме пари доброволни. Па, имаме извршна секција таму кој беше во изективот, таму разбираш, таму бе други наши другари. И за таа 43 година, односно за теја време, ми работавме. Прибравме целиот материјал кој го име оставено италијаните овде во касарма, па и јаму долу имаше, прибиравме во Соколаната, кој имаше огромни количества, како искрана, така дрва и оружје, муниција, таму имаше своји, имаме другари кои береа. Менчливине Дибрес, тет штатори мина 43, моменталишту бом прегадитје. Со ослободувањето на Дебар на 8 септември 1943 година се презедоа мерки за формирање на Народно-ослободителен одбор на Дебарска околија. Начело на одборот беше избран Хаки Стермили, писател, додека јас бев избран за член на одборот. Одборот ми го довери организирањето на снабдувањето. Уште од почетокот на својата дејност во слободниот Дебар, одборот презеде мерки за снабдување на населението со најпотребните прехранбени артикли. Предпремендошни раст, те фестес байрамите атершум, куќи шпрендауњи саси ушимеш, те мјафтушмете, маруна при окупаторит си шеќер, вој да татира. Кштуќи, прветем катине детираве, кшлинач на шимтар, мори маса да ндришме, преформизими да уштрисе. Така, например, за време на празникот Бајрам,
Од залихите запленети од окупаторот, на населението им се раздели шеќер, зејтин и други артикли. Од друга страна, Народно-ослободителниот одбор презеде мерки за снабдување со храна и други продукти и на воените единици, особено со занаетчиски производи. Заради тоа беа организирани шивачки и челарски работилници, што работеа за потребите на Народно-ослободителната војска. Освен тоа, се презедоа мерки за обезбедување на редот и мирот во градот, а се презедоа и мерки против лицата што настојуваа да шират вознемиреност кај населението. Овие беа само дел од мерките што ги презеде Дебарскиот Народно-ослободителен одбор во слободниот град 1943 година. Народно-ослободителниот одбор на Дебар во 1943 година даде ценет придонес и во јакнењето на Народно-ослободителната војска. Во слободниот Дебар на 22 октомври беа формирани два косовски баталјони, што влегоа во составот на првата македонско-косовска бригада, како и Дебарскиот младински баталјон. Одборот и пружи сесарна помош на акцијата на младите албанки за еманципација, што се одрази во одбулувањето на повеќе од 100 жени и девојки, како и на другите акции што се преземаа секојдневно. Ова овозможи да се создадат услови за поуспешна борба против окупаторот, во која ги загубија своите животи мнозина дебрани, меѓу кои народните херои Ибе Паликуќе и Лиман Каба. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, недовезена на разбој и на наломи отиде тутун да реди в монопол. Лицето й се измени, веји паднаа надолу, а усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни, жолти отрови, за гради китки розови. Најнапред да се стане безсмртен и дури потоа да се умре. Делото останува да живее како трајна вредност за идните времиња и генерации. Творечкото и револуционерното живење на Кочо Рацин е една таква вредност за нашата национална литература и култура воопшто. За некои нови вистини, сознанија и досегашни искуства зборуваат навраќањата и спомените за револуционерот и поетот. Сето тоа ќе се обидеме да го реализираме во емисијава преку искажувањата на поетовите современици и истражувачите на неговото дело. Објективните согледувања, уметничките одрази и есеистичко-публицистичките разгледувања на класните и националните моменти како важни лостови на современото општество беа карактеристични белези за творечкиот опус, за практичната револуционерна дејност на Кочо Рацин. Како образован марксист, активист и функционер на Комунистичката партија на Југославија и како припадник на угнетена нација, Кочо Рацин постојано ја имаше наум важноста и поврзаноста на класната и националната компонента во револуционерната борба и стратегија на најпрогресивните општествени сили во тогашна Југославија. Рацин се најде во вителот на борбата што ја слеваше борбата за национална слобода со борба за социјализам, а која ги разниша темелите на капиталистичкото полуколонијално општество и на хегемонистичко-централистичкиот систем на тогашна
Југославија, а кој систем му ги заматуваше перспективите и на работниот народ и на сите потиснати нации и националности во Југославија. Поезијата на Кочо Рацин представува одраз и израз на времето. Веднаш треба да се нагласи дека тој одраз и израз на времето кај Рацин е сватен со примена на марксистичката поставка за функцијата на уметноста, имено дека секоја содржина треба да се оформи, а секоја форма треба да биде содржајна, или дека формата и содржината треба да бидат дадени во диелектичко единство. За да го постигне тоа, Кочо Рацин грижливо и макотрпно работел над поетскиот јазик. Кај него ги среќаваме сите видови тропи, односно оние изразни средства кои што ги користат најтенките нијанси на многозначноста на зборовите. Тие изразни средства се компарацијата, епитетот, метафората, контрастот, символот и така натаму. Изразувајќи ја Рацин стварноста, тој дал и нејзино естетско вреднување. Например, кога Рацин ги употребува епитетите корав поглед, матен поглед, зелена јад, тој истовремено го дава не само својот однос кон таа стварност, ами го дава и доживувањето на луѓето кон таа стварност, нивниот однос кон таа стварност, односно го дава животот на макотрпниот свет, или како што тој вели на трудот црн народ. Тој однос, накратко погледнато, најдобро е изразено во неговата песна Копачите, кога тој аргатски свет тргнува во вивналиов ден да го сруши тој свет и нов свет да изгради братски. Во творечкиот опус на Коста Рацин, историјата и историската проблематика заземаат видно место. Тоа е стрикно поврзано со афинитетот и интересот на големиот автор на Бели Мугри да се самообразува во диапазонот на прогресивното што го дало човештвото и да ја надополни покрај тоа општествено-политичката потреба за национално осознавање на македонскиот народ. Во Рациновиот пристап кон проучувањето на филозофијата на историјата наблюдуваме две кардинални определби. Првата, во грижлива анализа на Хегеловите погледи за развитокот на општеството и неговиот пресвар во филозофијата на историјата, а втората, во настојчиво настојување да ги презентира веродостојните толкувања на класиците на научниот социјализам по основните појдовни точки на историскиот материјализам. Рациновиот творечки опус на полето на историјата и историографијата е значаен. Израснат во едно исклучително време, во периодот меѓу двете војни, во епохата на социјалистичките револуции, од што резултираше разраснувањето на работничкото и пролетерското движење, Коста Рацин можеше така смело и достоинствено да проникне во оваа сфера на науката. Од првин во запознавање на општите идејни раздвижувања и токови на историската наука во целост, а потоа низ разновидните аспекти на македонската историја. Ja sam došao iz Samobora, to je jedan mali gradić kraj Zagreba, ali koji čuva uspomene na Koću Racina. Na Koću Racina koji je godine 1939. došao u Samobor u štampariju našega Dragutina Špulera. Tu mu je predao rukopise da mu štampa Bele Mugre. To je za Špulera bio također jedan događaj jer je prvi puta dobio rukopise da štampa knjigu ćirilicom na makedonskom jeziku.
Kad je knjiga bila štampana, onda se dogodio jedan vrlo interesantan slučaj gdje je Koća došao jedne subote oko 12 sati, preuzeo je nakladu 4000 primjeraka, platio uredno i vrlo se zanosno, pjesničkim zanosom zahvalio Špuleru. Bio je to presretan mladić kad je dobio u ruku prvi puta svoje štampane pjesme, svoju knjigu, svoje Bele mugre. Međutim, se još dogodila još jedna stvar, da je toga časa Koća Racin sa još jednim drugom uzeo pakete, omote, otišao na vlak u Zagreb, a istodobno je Špuler po pomoćnom radniku poslao knjigu cenzure sa 12 obaveznih primjeraka na tadašnji samoborski srez. Dežurni činovnik toga sreza je primio tu knjigu, to je bilo 5 minuta prije 13 sati, na brzinu je udario žig, potpisao se, potvrdu dao i zaključao kancelariju. Prošla je nedjelja, prošao je ponedjeljak, ali u utorak nastala je uzbuna, došli su žandari, došla je neki službeni činovnici, donesli su odluku ministarstva da se zaplijeni čitava naklada, da se olovni slog rasturi, međutim nastala je malo ovako smiješna situacija. Špuler je pokazao knjigu cenzure, on je propisno predao obavezne primjerke na srez i žandari nisu ništa našli. U međuvremenu Koća Racin je Bele mugre rasturio, oni su sretno prošli po čitavoj Jugoslaviji i tako je eto bila prevarena narodna vlast. Racin razložno i razborito im se sprotivstavува на ненаучните, а левите, вулгарно-социолошките толмачења на природата, развитокот и функцијата на уметничкиот феномен. Исклучивостите воделе и во полна негација и на најблескавите творби на човечкиот дух, а такви оцени се донесувани, како ја разработува појавата Рацин, во името на најнапредната идеологија. Во малиот есеј полемика со позајмен наслов Блазираната глупост за усмевот на Мона Лиза 1939, тој од новата статија на М. Рашиć, која расправа за синдикалното движење и културата, ќе ја цитира фрапантната изјава: работникот не ја сака капиталистичката уметност, дека во неа не се наоѓа себе си. Работничката книжевност и уметност не ја интересува блазираната усмевка на Мона Лиза, болната фантазија на Хамлет и циркузијадата на средновековните рицари. Комплексот скепсата на Хамлет и комплексот усмевката на Мона Лиза, што Рацин ги има предвид и во одбрана, лежат во темелите на автентичната естетска свест и ситуација. Дека е драматично присуството на песната во поетот и обратно, присуството на поетот во песната. Уметничкото дело е вера, но и скепса. Усмевје, но и меланхолија. Не сака само да дава одговори на екзистенцијални прашања. Сака и самото да прашува. Не е само сведоштво и сведок, туку и битие со собствен внатрешни трибунал и апелација. U pristupu Koći Racinu radi se i o potrebi jednog novog, šireg, potpunijeg i modernijeg metodološkog pristupa njegovu književnom dijelu. Zanimljivo je da je njegovo književno djelo maleno opsegom, ali uvijek daje poticaja za otkrivanje novih spoznaja i za formuliranje nekih novih znanja o njegovu stvaralaštvu kao i o njegovu značenju u makedonskoj kulturi. U stvaralaštvu Koće Racina ja vidim 4 mogućnosti. On se naime nalazio na jednom raskršću, odakle su bila 4 puta na kojima je on okušavao svoje sposobnosti. To je u prvom redu socijalna literatura, zatim njegovi polemički i publicistički spisi, zatim njegovi prozni sastavi i posebno izdvaja se put njegova stvaralaštva u zbirci pjesama Beli mugri i u eseju
nedovršenome o makedonskoj narodnoj pjesmi. Novi metodološki pristup Koči Racinu zasniva se na jednoj iscrpnoj i detaljnoj statističko-deskriptivnoj i lingvističkoj analizi jezika i stvaralaštva u Belim ugovima i u ovome eseju o makedonskoj narodnoj poeziji. Mi tu vidimo jednu sličnu pojavu kao u stvaralaštvu Ivana Mažuranića, potom Petra Petrovića Njegoša, gdje su ovi književnici i pisci ne ugledali se na narodnu poeziju ili je oponašali, nego su shvatili dublje zakonitosti usmenog narodnog stvaralaštva onako kako se je to stvaralaštvo očitovalo u najboljim i najljepšim pjesmama, pripovjetkama, poslovicama itd. I ti su književnici osjetili te zakone, udubili su se u njih i iz dubine tih zakona stvarali su svoja književna djela. 1968. godina izlezao pečat romanot biografije, antologija Nabolkata od sovremenit makedonski pisatelj Jordan Levov. Ova naše sovremeno makedonsko delo predstavlja autentičan tekst koji otkriva jedan del od životnjeg pad na Kočo Racin od 1908. godina. Според известни податоци со кои се служил авторот 22 декември таа година, па се до 1927. Тоа значи дека е опфатен животниот пат на Kočo Racin, раното детство и раната младост. Токму кога нашата македонска историја доживеала тешки историски часови. Уриетот, двете балкански војни 1912 и 13, Првата светска војна 1914, СХС-овата монархија и шестојануарската диктатура. И ноќе, кога месечко, гропи со свила виеше, ветерчок тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше даровна. На 12 јули 1943 во опубличираната печатницата заврши со работа. Како и што беше вообичаено, печатарските материјали по завршување, заради секоја сигурност, ги осолуваа во шумата близу до печатницата. Во меѓувремено се договорија Рацин да замине во базата на 3 до 400 метра од земуницата, за да обезбеди вечера за четворицата. По сместувањето на деловите што сочинуваат печатницата, а и на отпочетениот материјал во резидента, двајцата другари кои работеа со него и курирот чувар на печатницата тргнаа во колона еден за друг кон базата. Примркот се спушташе над планината. Остатоци од денот остануваа на врвовите од високите буки. Тројца се движаа газеќи низ скапаните водени лисја и папрат. Ги прескокуваа паднатите букови стебла кои создаваа стравични црни силуети. Од време на време се слушаа крикови на ноќни птици и виење на зверови. Одат низ патот обземени од стравот и неизвестноста дека може да бидат пресретнати од осторничките заседа и уништени. Одеднаш, на 30 на метра подолу од нив се појави силуета на човечка фигура во правец на печатницата. Проширениот дел на среднината на оваа фигура оставаше впечаток дека се движи со пушка на готов под партизанска наметка. На првиот паничен извик за опасност од човек залегнаа со пушките. Стој, викна еден од нив. Но фигурата не запра. Истрел од една пушка. Фигурата се занише и падна со крик што морничево одекна во темнината. Испуштениот продолжителен извик ги скочени занемени на местото, ги скова болниот глас на другорот свој. Исправените буки останаа да сведочат, шумолејќи за кобниот час. Останаа со завет да ја пренесуваат големата легенда за борбата и народот, за трудот и класата, за вербата и победата, за сонцето и слободата, за Рацина и човекот. Притрчаа кон него, куршумот го пронижа кај левата слабина, отварајќи голема рана кај стомахот.
Еден од другарите остана да седи стаписан пред трагијата и безпомоштието, а другите се упатија кон базата да ја сообштат трагичната вест. Набргу пред рациното тело, што безапино крвареше, се најдоа партизанските и војни раководители на ослободителната борба. Го констатира безпомошниот крај и околностите што условија неговото загинување. Немилиот трагичен крај не му го завршува живењето. Поетот пролетер, одајќи му целосно револуционерното дело за доброто на човекот и иднината, свесно ја прифаќа смртта како нужност во континуитетот на револуцијата. И оттука разбирливо е што големите поети револуционери јасно, визионерски си го представуваат крајот на времето и местото, тако беше Петефи, Ботев, Лорка и други. И ја не уморам дома, току кај што стии пиштат, борба истри кај што лъштат. Ако куќа не направив, со вишики што му се порти, куќа цел свет братски ми е. И во овие стихови на предвестување сместена интуицијата на поетот за собствениот крај. Тука е ткаена и револуционерната пролетарска порака за високите човечки идеали. Рацин живее. Живее во националната литература и култура, живее во револуционарната интернационална поезија, живее во борбата и стремежите на пролетаријатот, живее во нас и со нас, живее во човекот, живее во иднината.